Во јуни најмногу се градело во општините од истокот, во најсиромашниот дел од државата, тогаш се издадени вкупно 27 градежни дозволи, чија претпоставена вредност е 7,7 милиони евра. По општини, најголем интерес за градба во јуни имало во Кочани и тамо се издадени вкупно 12 градежни дозволи. Следуваат Берово, Каменица и Штип со по 3 дозволи, Виница и Чешиново Облешево со по 2, Делчево и Пробиштип со по 1 издадена градежна дозвола. Ова, сиромашниот исток го прави прв во државата по бројот на издадени дозволи во јуни, но нивниот број во последното тромесечие од годината веројатно ќе опаѓа, зашто поради политичката криза, а потоа и распишувањето на локалните избори, општините немаат право да продаваат градежно земјиште. Од почетокот на годината досега, конкретно Штип објави само еден оглас за продажба на 13 градежни парцели, но успеа да продаде само 2 од тоа за цена од 15.000 евра. Станува збор за парцели за лесна и незагадувачка индустрија во селото Суво Грло и населбата Пребек. За парцелата со локација во Суво Грло достигна конечна цена, понудена цена од понудувачот 71 денар по метар квадратен, или вкупно постигната цена за ова локација беше постигнато 351.947 денари. За локацијата, за парцелата која што се наоѓа на локација во населба Пребек, достигна цена од 801 денар по метар квадратен, или вкупно постигната цена за ова парцела изнесува 469.385 денари. За преостанатите 11 градежни парцели, општината во иднина веројатно повторно би распишала оглас за продажба на градежно земјиште, но согласно законот, општината нема право на оттуѓување за време на изборен процес, кој од предизборната кампања па се до именувањето на новите градоначалници и совети би можел да потрае до крајот на октомври. Со оглед на тоа дека постапката пред распишувањето на оглас трае повеќе од 1 месец, годинава ова беше прво и веројатно последна продажба на градежно земјиште во општините.